Знаете, некој кажа пред некое време ја слушнав таа изјава, че се насликам пред. Некој кажа дека луѓето се битија на заборав. Океј, значи ние луѓето сме битија на заборав. И бидејќи знам дека тоа е многу вистинито, многу често. Само да се представам, јас сум Зоран Спасовски. Тука сум од Скопје. Имам Ребека ми е сопруга, имаме 4 деца. Не, ако случајно некој заборавил, нели, бидејќи сме битија на заборав, повикам да не заборавил некој, па да се представам кој сум. Знам дека звучи трагично некојаш тако нешто да, нели, или звучи чудно, но навистина мене не ми е тешко ако некој заборави нешто за мене. Знаете, некој ќе заборави кога ми е роден, некој ќе заборави каде живеам, некој ќе заборави што сакам, што не сакам. Најверојатно за мене една од најтешките работи која што ја согледувам во мојот живот, а и во животите на другите луѓе христијани, верници, е кога забораваме, заедно забораваме што Бог направил за нас. И најверојатно тоа ми е најтешкиот момент што го доживувам јас лично, со себе си, а потоа гледајќи ги другите луѓе околу мене. Они знаејќи што се случило, а па плюс па и јас знам што све се случило во нивниот живот, и кога во тој момент, или во тој даден момент, они забораваат што се случило пред 1 година, пред 5 години, пред 10 години, пред 20 години, и повторно му зборуваат или зборуваат кон нивниот Бог како да тој не е способен да го направи тоа сега. Нешто што Бог го направил пред 10 години, нешто што го направил пред 20 години, нешто што го направил пред 1 година. Всушност, имаме такви екстремни случаеви и верувајте, ова не се некои луѓе кои што живеат некаде далеку. Ова сме најверојатно јас и ти. Нешто што се случило пред 1 недела, каде што Господ преку Светиот Дух направил некаква чудесна пројава, направил некоја чудесна интервенција, направил нешто чудесно пред 1 недела, го направил тоа во нашите животи. И за да ние после тие 7 дена да кажеме каде е Господ? Како да се справам јас сега со ова? И тоа ова не е ни толку драматично, имате очајни луѓе кои што само пред неколку дена искусиле чудо, искусиле знак, искусиле неверојатна провизија од нивниот Господ. Само за да после неколку дена бидат во состојба на очај, во состојба на страв. Како сега јас да направам? Што да јас ќе направам? Кој мене ќе ми помогне? И најверојатно тој момент многу ми е тежок, лично за мене, во мојот живот, а и во животите на другите браќи и сестри, кога јас го наблюдувам тоа. И затоа денеска темата која што ја одбрав е не заборавај. Или да не забораваме. Океј. Може би ќе окористам изразот не заборавај, бидејќи сакам лично на тебе да ти зборувам, а кога ти зборувам лично на тебе, тоа значи дека се зборувам и на себе. Океј. Мора да знаете дека кога Павле ги пишува посланијата кон црквите, дали тоа било во Ефес, дали е тоа во Коринт, дали пишува на Галатите, дали го пишува на Коринтјаните, дали го пишува тоа на Колосјаните, значи он секогаш зборува во множина. Секогаш се обраќа во множина. Многу ретко Павле зборува поединечно, освен ако прашањето што му е напишано не се работи за некој посебен проблем, за посебна личност. Но дури и тогаш он зборува во множина на црквата како да се справи со тој поединец. Дали го разбираме тој дел? И тоа е тој факт што ние мора да го запазиме. Кога Светиот Дух изборува на црквата, зборува на сите. Океј? Кога јас ќе ви зборувам денеска, ја ви зборувам на сите, но ќе го потребувам изразот немој да заборавиш. Како да ти зборувам на тебе, ама всушност ти зборувам на себе. Што не ти зборувам само на тебе, него се двајца. Океј. Ајде ќе направиме вакво нешто. Бидејќи и многу ме радува што кога имавме славење, кога пеевме втората песна, кога и да не те гледам Господи, и кога не те чувствувам, како пееме?
верувам, да. Сега, проблемот што јас го имам со тие стихови, значи, тој е мој проблем, тој не мора да е твој проблем. Проблемот што јас го имам со тие стихови е што ние всушност го гледаме. Го гледаме пред нас. Значи, Исус стои пред нас постојано. Божјото царство стои пред нас постојано. Видливо. Божите ангели стојат пред нас видливи. Видливи. Значи, ја не зборам за нешто невидливо, него ја зборам за нешто што е постојано присутно во твојот живот. И ја многу се израдував кога на крај, иако песната е убава песна, иако стиховите се убави песни, иако некој се потрудил да ја напише таа убава песна, нашиот Николче кажа, ама не е така. Ние гледаме. Ние те гледаме тебе, Господи Исусе. Значи, јас не можам да преминам преку вистината која што ја пишува во Словото. Ја не можам тоа да го направам. Независно колку е добра нашата теологија, на нашата деноминација или недоминација, на нашето движење, на нашата култура, на нашата средина, на нашата генерација. Зборам христијанска генерација. Значи, ја не зборам за надворот од кругот, или подобро кажам, од верата. Значи, ја не можам да истапам надвор. Ја не можам на некој човек кој што нема вера да му кажам, еве, пред тебе стои ангел. И тој вика, каде е? Како прво тој не може да го види тој ангел. Зашто? Бидејќи не ја поседува верата која што има очи, која што ќе му покаже каде е ангелот. Дали го разбираме тој дел? Затоа не зборувам ја на генерацијата на неверници, него зборувам на генерацијата и средината на луѓе кои што веруваат сега денеска. Го разбираме овој дел? И затоа е многу битно да што и да мислиш сега, овој момент. Ајде ќе пробаме вака, бидејќи видите, постојат многу вистини, или да кажам многу вистинитости во овој свет. Некој ќе каже, Зоран, нели Господ е добар? Да. Нели он секогаш прави добри работи? Да. Тогаш зошто има војна таму и во тоа место, во тој град, во таа држава? Каде е Господ во сето тоа? Зашто ние не ја гледаме таа Божја добрина баш на тоа место? Зашто твоите ветувања што ти ги постојано ги проповедаш, зашто твоите убедувања што ти ги кажуваш на луѓето, зашто твоите умисли не функционираат таму? Нели, тоа се валидни прашања, кои што ние мора да имаме одговор, или барем некаков си одговор. И ја не сум одговорен за таа ситуација. Ја не сум, бидејќи не живеам таму. Видите, нашата одговорност не е за место на кое што не ни е дадено. Со други зборови, како што викаме ние во Македонија, до кај што ти е чергичето, до таму ќе одиш, така? Сега знам дека тоа се употребува за колку пари имаш, нели? Колку што ти е чергичето, можеби младава генерација не го разбира тој израз, но всушност во тој израз се наоѓа, тој е украден од Библијата. Всушност што зборува тој израз? Колку што ти е благодата, колку што ти е дадена мерка на благодат, до таму можеш да се движиш, до таму можеш да функционираш, до таму можеш да одиш. Со други зборови, постои благодат која што му е дадена на секој еден човек да размислува до одредено место, да зборува до одредено место, да чекори до одредено место. Кој ќе стигне до крајот на таа благодат, секој чекор надвор од таа благодат е опасен чекор. Секој збор кажан надвор од таа благодат е опасен збор. Секоја мисла надвор од таа благодат донесува темни работи во нашиот ум. И затоа е многу важно да знаеш до каде ти е чергичето или до каде ти е твојата мерка на благодат, да не стапнуваш надвор од таа благодат, не затоа што се плашиш, него затоа што си мудар човек, кој што не излегува надвор од порцијата или од чергат или од тепихот што ти е поставен. Еден од најдобрите примери што можам да ви го објаснам или да ви го доловам, кој од вас има гледано каубојски филмови? Вестерн, сите имате гледано каубојски филмови. Се сеќавате на главните ликови, на лошите луѓе, нели тие што пукаат, што плячкаат банки, обично банка се плячка, и на шерифот. И ние секогаш навивавме на шерифот, така? И секогаш знаевме дека шерифот има што има? Има значка тука, така? И секогаш викавме, леле, тој да победи. Са може некој ако е забега, малку и навива за тие другите, ама обично ние
обичните луѓе, навиваме за шерифот, нели, тој да победи, да ги уапси, да ги истепа, да ги стаи некаде у чорка, у затвор. И замислете сега еден шериф. На него му е дадена значката, заедно со таа значка иде нешто што се нарекува авторитет. И тој човек во неговиот град, во неговото село, тој каде и да оди е препознаен по едно нешто. Е препознаен не по шеширот, препознаен по неговата значка. Така, бидејќи на таков начин луѓето препознаваат овој е шериф. И во неговиот град тој, ајде да не кажам царува, али тој решава. И доколку некој дојде, дури некој непознат човек, дури некој странец доаѓа, поминува во градот, во селото и сака да направи нешто, кога ќе се појави шерифот со својата значка, тој знае со кого си има работа и шерифот може да му заповеда: стој, ќе пукам, или пак ќе тргне да го фати, да се бори со него. Така, се замислете вака. Истиот тој шериф, кој што ја има таа юрисдикција, не знам македонски како е точно, али ете, да кажеме, власт за тој регион. Ако тој истиот човек, истиот тој шериф, заради некаква си причина, отиде во некој друг град, кој што не е неговиот град. И шерифот кој шериф, нели, он си знае, јас сум шериф. Така. Но сега за момент заборавил дека се наоѓа во друг град, на друга територија. И одеднаш гледа луѓе плячкаат банка, неговите инстинкти се, како шериф, неговиот инстинкт, она што го води е: стојте во името на законот. И тие го гледаат и викаат: бегебе, јуја, бе, стојте во името на законот. И они викаат: не те слушаме тебе. И он ги прашува: зошто не ме слушате мене? А тоа што они знаат дека тој човек, иако е шериф, е надвор од юрисдикцијата или од областа врз која што му е дадена. И иако тој е шериф, тој таму не може да делува. Зашто? Бидејќи е надвор од тоа што му е дадено. Така и ние христијаните мораме да знаеме, ова е принцип на заштита, ова е принцип на мудрост. Постои благодат што ти е дадена. И само затоа што ти си христијанин, ти не можеш и не смееш да го пречекоруваш прагот на таа благодат. А тоа што моментот кој ќе го пречекориш тој праг, ти веќе си во опасност. Ти веќе сам се ставаш во таа опасност. И мораме секогаш пред нас да имаме таа мудрост, дека не можеме да се справуваме со нешта за кои што не ни е дадена благодат. Да, тебе ти е даден авторитет да истеруваш демони. Така? Но колку христијани го прават тоа? Малкумина. Зошто? Затоа што не знаат како да го прават тоа. Не знаат. На колку христијани им е дадена силата да исцелуваат болни? На сите. Сите кои што веруваат, ќе полагаат раце и луѓето ќе се исцелуваат. Колкумина христијани полагаат раце за исцеление? Не сите. Зошто? Бидејќи не знаат и не сакаат. На колку христијани им е ветено дека ќе зборуваат на нови јазици? На сите. Дали сите го прават тоа? Не. Затоа што некои не знаат, а некои одлучуваат да не го прават тоа. На колкумина им е даден мандатот да проповедаат, да зборуваат? На сите. Сите. Дали сите тоа го прават? Не. Зошто? Некои не знаат, некои не сакаат. На колкумина им е дадено мандатот да воскреснуваат мртви? На сите. Дали сите го правиме тоа? Не. Зашто? Бидејќи не знаеме и не сакаме. Така да постои еден момент каде што ние одлучуваме, или подобро кажам, мораме да имаме мудроста до каде да одиме, или што ни е нас дадено, а што не ни е дадено. Дали на секој од нас ни е даден авторитетот да идеме помеѓу луѓе кои што се на власт? Не. На некој им е даден мандатот или благодата да сведочат, да делуваат помеѓу такви луѓе, не сите христијани. Но Господ не е фер. Не, Господ е фер, бидејќи знае дека ти нема да издржиш во тие кругови и те заштитува. Дали сите христијани треба да бидат политичари? Не. Зашто? Бидејќи Господ знае, Светиот Дух знае на кого да му даде благодат да го прави тоа, а на кого да не му даде тоа. Дали сите христијани треба да бидат богати? Ја би рекол не. Зашто? Бидејќи Господ знае дека некои ќе ги изеде, што вика, ќе ги изеде мрачината, како се каже, помрачина ќе ги изеде.
Затоа што не знаат да се справат, нема таа благодат како да се справат со големи суми на пари. И јас верувам дека сите треба да имаат. Ја верувам дека сите треба да живеат во тоа изобилие да имаат и облека, да имаат и јадење, да имаат и сите можности да ги имаат, но не да имаат толку многу како што некој има. Зашто? Не дека Бог е нефер, него токму затоа што е фер, знае дека некој нема да се справи. Ја нема таа благодат да се справува со големи суми, со големи цифри. Дали го разбираме овој дел? Така да постои таа мудрост на благодата, која што мораме да ја чуваме пред нас и да не забораваме. Затоа што многу често забораваме дека оваа мудрост постои во Божјото срце и дека Бог ја аплицира, или подобро кажам, делува со нејзе. И кога ние кажеме, ама зашто тој има повеќе од мене? Не мораш ти да го прашуваш Господ, него едноставно смири го твоето срце и кажи, Господи, фала ти за тоа што имам. Фала ти за тоа што имам. Или подобро кажам, покажи ми како да го умножам, отколку да посочуваш кој некој друг и да го посакуваш неговото. Затоа што тогаш забораваш дека Бог е со тебе, постојано. И ние не смеме да видиме луѓе на заборав. И секојаш треба да памтиме колкава ни е мерката на благодат што ни е дадена. И докаде да одиме, докаде да не одиме. Океј? Ајде ќе направиме вакво нешто. Ја верувам дека денеска наистина е посебен ден. Верувајте, ја не знам како вие го доживувате доаѓањето на служба. Јас стварно не знам како вие го доживувате. За мене лично, иако формата многу често е истата, нели, формата е истата. Доаѓаме, седнуваме, муабетиме, пееме неколку песни, па слушаме некоја проповед, па си одиме дома. Нели, формата е секогаш многу слична или да не речеме иста. Мене тоа не ми смета. Оно што ми смета мене е да не го приметам духот во тие 2 сата, во тие 2 часа. Да не ја приметам ситуацијата што ти ја поседуваш, да не ја приметам болката што ти ја поседуваш или оно што тебе те мачи. Тоа мене ми смета. Го разбираме тој дел? Мене оно што ми смета е кога јас не можам да го приметам Светиот Дух што зборува во тие 2 часа кога сме собрани сите заедно. И треба тебе да ти смета тој дел. Кога не приметуваш што му смета на тој другиот човек или што му се случува на тој човек. И затоа ја верувам дека е добро да денеска да се смириме малце. Океј. Ајде ќе направиме вакво нешто. Јас ќе зборувам некои си 15 на минути, нема премногу да зборувам. Може би 20, сега да не кажам па ја и 15, па тоа па многу малку ќе испадне. Али ајде ќе направиме вакво нешто, бидејќи додека славевме, додека обожававме, едноставно се видов себе си помеѓу многу ангели, се видов себе си помеѓу, баш го гледав Исус пред мене, токму спротивно од песната, и ја гледав таа гледка и си велев, би сакал да секој да може да го види ова. И бидејќи постои еден авторитет кој што му е даден на човек и таа благодат да кога ќе зборува, заради авторитетот што го поседувам и кога јас ќе зборувам, ти ќе дојдеш заедно со мене и ќе гледаш таа гледка. Океј? Но за да се случи такво нешто, мораш да го смириш твојот ум, мораш да го смириш твоето срце. Мораш да се сложиш со духот кој што е присутен. Океј? Ајде ќе направиме вакво нешто. Ајде само за момент. Ставите ги вашите раце на вашиот ум, затоа што умот е обично најнесмиреното нешто во човечкото битие. Јас ќе се молам и ќе верувам дека Духот ќе заземе позиција, ќе те заземе тебе, ќе те окупира тебе, за да можеш да гледаш таа гледка која што оние посакува за секој ден од нас. Свети Душе, фала ти што ти си тој кој што си посилен од сите нас. Ти ја имаш целата сила и ти си посилен од секој еден човек. Посилен си од секаква тврдоглавост, посилен си од секаков инат, посилен си од секакви заклучоци, посилен си од секакви ставови, посилен си од секакви мисли, посилен си од секаква намера и од секаков мотив. И затоа ја сега ти дозволувам, Свети Душе,
да ме водиш таму каде што е твојата желба, да го гледам Исус воскреснатиот, да го гледам царството какво што е, да го гледам небото какво што е, да те гледам тебе, Татко Небесен, седнат на тронот и царуваш заедно со твојот син Исус и да гледам твојата убавина. И затоа ја ослободувам таа сила врз секој еден кој што е присутен сега и секој еден кој што ќе ја слуша оваа проповед, да додека ја слуша, да има визија и да го гледа она што ние сега го гледаме. Татко, фала ти во името на Исус. Амин. Океј. Една од најважните работи за тебе и за мене во нашите христијански животи, тука доле на земјата, не е ниту да се докажеме колку вера имаме, не е ниту да се докажеме колку надеж имаме, не е ниту да се докажеме колку благодат имаме, не е ниту да се докажеме колку убаво проповедаме, не е ниту да се докажеме колку сме брзи, не е ниту колку сме способни, значи не е ниту поентата да се докажеме колку сме ние спретни, така се вика, подготвени, не е ниту колку ние се молиме, ниту колку читаме Библија. Значи сето тоа е добро, но крајната цел е да лично, јас и ти, да го вкусуваме нашиот Господ Исус. Тоа е најголемата тајна што секој еден христијанин ќе доживува и мора да ја доживее додека живее тука на земјата. Зошто? Бидејќи како што таа женичка што била внесена, или подобро кажам, и било откриено во тој последен момент, во тие последни моменти, да може да го вкуси всушност најубавото нешто. Во Библијата ни зборува, вели, дојдете, вкусете и видете дека Бог е добар. Исаја ни зборува, вели, слушате луѓе, дојдете, вкусете и видете дека Бог е добар. Ти можеш да се утепаш од проповедање на некој, да му проповедаш на некој човек. Ти можеш како викаме ние, до смрт да му зборуваш. Но тој човек, ако не вкуси од тоа што ти му го принесуваш, тој не може да го види тоа што ти го гледаш, а сакаш да му го пренесеш на него. Така и денеска. Јас можам да направам најубавата проповед, најсилната проповед, најдобрите зборови, да видам, да ги составам најдобрите стихови за тебе и за мене, да ги слушаме и да кажеме, леле, каква убава проповед, леле, колку силни зборови. А да не го видиш тоа што тој што го носи, тој проповедник или таа личност, да промашиш да го видиш тоа што тој го гледа. И мене не ми е чудно тоа дека ние промашуваме. Всушност, мене не ми е чудно затоа што имаше луѓе кои што го гледаа Исуса со години. Со години се дружеа со Него. И дојде момент каде што не можеа да го препознаат. Едноставно не го гледаа. Зашто? Бидејќи беа замаени, беа исплашени и со своите очи гледаа, упорно зјапаа и гледаа, но не можеа да видат со очите на своето срце. И затоа Павле, кога им пишува на Ефешаните, во 1 глава 17 и 18 стих, каде што се моли за нив, покрај сите тие прекрасни работи што ги правеле, вели, за вашата љубов, ова е Ефешаните 1 глава 2 стих, вели, кога слушнав за вашата вера и за вашата љубов еден према друг, ја не престанувам да благодарам за вас. Вели, вие сте толку силни, вие сте исполнети, вие сте седнати на небот, вие сте стварно силна црква, црквата во Ефес. Силна црква. И 17 и 18 стих вели, но едно нешто се молам за вас. Вели, да ви се просветлат очите на вашето срце, за да можете да видите, да можете да ја увидите големината, длабочината, да можете да видите какво наследство има за вас. Всушност, ние мислиме дека наследство е нешто позади. Не, наследството за нив беше напред. Всушност, кога Библијата зборува за наследство, не збори за нешто што некој умрел и го оставил, него да можат да видат што стои пред нив, за да може да го живеат тој живот во согласно со тоа што го гледаат.
Ние не живееме, ние сме духовни битија и ние не живееме во заслугите на другите луѓе, ние не живееме во историјата на христијанството, ние всушност не живееме во историјата на крстот. Зошто? Бидејќи за нас крстот не е историја, за нас крстот е вечноста. За нас воскреснувањето не е историја, не е историски факт, него е дело кое што сега тебе и на мене ни зборува дека сме оправдани. И заради таа праведност ние може да гледаме напред и во таа праведност да го гледаме Бог очи во очи. Всушност праведност значи кога ти стоиш пред Бог, го гледаш во неговите очи и тој те гледа тебе и ти му велиш немам ништо против тебе и Бог самиот вика ја немам ништо против тебе. Сега сме фит. Сега си ти оправдан. Сега си оправдан и можеме да се гледаме очи во очи. И кога Павле зборува да се просветлат очите на вашето срце, тоа го зборува, што беше тоа, нешто пролета дека. Тоа го зборува за секој еден од нас, да живееме во реалноста, да кога да ги отвориме очите, да го гледаме живиот Исус пред нас. И не само да го гледаме, кажеме, го видов. И екам, а што виде? Важно го видов. Не е важно. Важно е за бебе да го види својот родител првиот пат. Но потоа, е добро да го согледува каков е тој, што прави тој, што зборува тој, како се однесува. Да не останеме со тоа, го видов. Има едно видео за еден бугарин кој што го видел Исус и се вика, аз го видох. И тоа е добро, тоа е супер. Но да не останеме само тоа, јас го видов. Па ништо, го видов. Сега на нас ни останува да постојано ја гледаме Божјата убавина. Зошто? Затоа што ние сме тие кои што го вкусија Бог. Ние го вкусивме. Што вкусивме? Вкусивме од плодот на праведноста. И сега како оправдани, ние сме постојано, бидејќи вкусивме еднаш за секогаш, ние сме постојано со отворени очи и го гледаме живиот Бог пред нас и гледаме што тој прави и што тој зборува и како действува. И заради тоа што ние го гледаме постојано секој ден, ние можеме да делуваме како што тој делува. На една служба, на еден човек му зборував многу нешта, прекрасни нешта. И во тој момент го гледам Светиот Дух, как прв пат во животот го видов ова. Го гледам Светиот Дух доаѓа и го бакнува твоето срце. Го гледам Светиот Дух како доаѓа. Во една друга ситуација го гледам Исус доаѓа и доаѓа директно кај човекот и го бацува тука на чело. Цан. И потоа се сретнав со тој човек после неколку сати и му велам, видов визија за тебе. Те гледам тебе, го гледам Исус. Толку јасно. Значи не беше само го видов, него го гледав што тој прави, за да можам да му објаснам што Исус сака за него. Ако би бил некој религиозен човек или не знам, ќе кажам браќа и сестри, не, ќе кажам ти и јас го гледаме живиот Исус пред нас. И она што ни останува, не само да се пофалиме дека сме го виделе, него да го зјапаме, да го гледаме. Што тој прави, што прави кон овој човек, за да можеме да му објасниме. И се сеќам, бевме со тој човек и му велам, те видов пред пола саат. Ја видов оваа визија, го гледам Исус влегува во собата и со толку многу луѓе никој друг не беше важен освен ти. И дојде кај тебе и те баци овдека, те бакна овдека на челото. И во тој момент, додека му го кажав тоа, човекот вака направи. Вака се допри, вика, водено е. Бидејќи тоа ја што го видов во визија, тоа што беше на небото, се случи додека му го зборував. Но како ќе му го објаснев ако не го видов предходно? За тебе и за мене останува да не се молиме, Господи, да те видам, него, Господи, те гледам. Покажи ми што правиш ти за мене, или по да кажам за нив, за тој човек. И тогаш Бог ќе ти покаже. Знаете, оној стих што вели, Исус не правеше ништо, освен што? Она што го слушаше и го гледаше, она што таткото го правеше.
Што мислите, Исус... Што мислите, Исус го кажа тоа само да се пофали? Да каже, абе, вие ништо не разбирате, веј. Абе, ја да ви кажам што гледам, Ја цело време го гледам таткото. И тие, ама научи не и нас, абе, бегајте вие тука, кај вие, ништо не разбирате. Замислете Исус да се однесуваше така на своите ученици. Значи, тоа е за нас е малецка изјава, нели го читаме тоа, да, Исус правеше тоа што го гледаше таткото. И замислете Исус им кажува, ја луѓе, им кажува на учениците, ја се што правам, значи што и да направам, ја прим го гледам таткото. И се они кажат, абе дај научи и нас така ние да правиме. Марш бе. Вие не сте достојни. Вие сте грешници, бе. Кај бе на вас кај па вие ќе гледате, вие мене не ме разбирате, па таткото ќе го гледате. А Исус кажа, не, ќе ве научам. И целата служба на нашиот Господ Исус не беше да посочи кон себе си, него беше да не научи како да го гледаме таткото, како да ја гледаме Божјата волја, како да го гледаме царството, како да го гледаме него, кога тој нема да можеме да го допреме во овој момент сега. И кога ние пееме, кога не те гледам, тоа не значи дека не го гледаш, него не ти е толку опиплив како што ти опиплив нешто што си навикнат, него го гледаш, но мораш да се ослониш, да се потпреш на верата. И на таков начин да растеме да гледаме што прави таткото и да слушаме. Јас и ти немаме никаков изговор да се жалиме и да кажеме не знаеме и не можеме. И не ни е јасно. Ние ги имаме сите можности. Знам, Марија ми спомна уште сега дека славевме, ми испомна нешто дека ние христијаните сме направени како магнети, така? Ние привлекуваме. И всушност тоа е целта на нашето, би рекол, постоење овдека на земјата, да ги привлекуваме луѓето кон што? Кон изворот кој што е во нас. Кој е изворот во нас? Самиот Исус. Што е, вете Исус дека ќе излегува од нашата утроба? Реки на што? На жива вода. Дали знаете што е водата? Водата е благодата. Привлечноста на луѓето кон тебе нема да биде од твојата убавина, од твојата надворешност, од твојата способност или од твојата неспособност, затоа што имате и луѓе кои што се неспособни привлекуваат многу внимание. И што се случува, им се смеат. Тие се за подбив. Но јас и ти, нашата убавина не излегува надворешно, освен на некои поединци. Се шегувам. Да ке Звонко гледав. Али нашата убавина не излегува само од надворешноста. Вчера бевме на роден ден кај него, па усвари не кај него, кај Јаника, али он не цело време беше домаќинот, они мита, али се шегувам, Звонко, извини. Усвари не извини, баш си убав што. Да га кажа ти, самиот кажа дека си убав, да. Али како и да е. Нашата убавина не излегува од нашата надворешност, не излегува од внатре. И ние што и да правиме, ние не смееме да се плашиме од тоа какви сме надворешно, како изгледаме, дали сме доволно високи, дали сме доволно ниски, дали сме доволно широки или тесни. Нашата убавина или убавината во тебе излегува од разбирањето на благодата која што произлегува од твојата утроба, што е твојата внатрешност, што е твоето срце. И тоа е таа привлечност, тоа е тој магнетизам што луѓето го гледаат, го чувствуваат. Многумина од вас тука што ве познавам, сте дошле, сте разговарале со мене и со Ребека или лично со мене, верувајте, сте многу сменети личности. Јас знам луѓе кои што доаѓа во нашата дневна соба, исплашени, преплашени, денеска се многу силни и се сменети. Зошто? Затоа што Бог ги привлекувал кај мене и кај Ребека, ги привлекол кај тебе во твојот живот и тие луѓе се менуваат. Од што се менуваат? Од тоа што ти го носиш внатре во тебе. Да, ние ќе кажеме слава му на Господ. Ја кажам да, тоа е точно, но реалноста е што ти ги привлекуваш луѓето. Ти си тој магнет што ги привлекуваш луѓето. Или пак ги одбиваш, ако го свртиш тој поларитетот обратно. Ако се наместиш така транг, не сакам ја никој, јас со никој не се дружам, не ме интересира. Може да, христијанин има право да бира. Затоа ме нервираат некои христијани. Бираат глупости.
Јас си изнакажав денеска, леле, требаше нешто друго да зборам, да не забораваме. Така беше темата, леле. Ај сега како умешен проповедник ќе кажам, да, луѓе, не заборавајте. Не, наистина, ова е наистина искрен муабет, искрена проповед, или како сакате кажете ја. Ја верувам дека тоа зборот проповед е некако многу ми artificial, како се кажа на македонски. Многу ми е вештачки, некако, и што правеше ти? Проповедав. И што е тоа проповед? Па зборев. Па кажи дека си зборел, бе. Што е тоа проповед? Ја верувам дека е добро да слушаме. Да, верувам дека е добро да не забораваме што ни е кажано. Ја верувам дека е добро да се подсетуваме на пророштвата што ни биле дадени. Верувам дека е добро да не забораваме. Знаете, ја додека размислував, имав една многу убава проповед смислена, некам ќе кажам вака, и сите ќе кажат вау, па ќе кажам вака, и сите ќе кажат леле, па ќе кажам вака, ќе станат, викам луѓето. И знаете, како проповедник си се замислуваш во некоја екстаза, па луѓето, а што ако го направам тоа? Ако ти заборавиш утре што сум кажал? Што ако го направам тоа? Ја ќе заборавам. Каже некој многу убава проповед, која? Не се сеќавам. Убаво било си, не се сеќавам, не. Мене би луѓе ми доаѓаат и викаат, Зоран, ти ми пророкуваше. Очекувајќи од мене да кажам, да! Викам, извини, ама ја не памтам ништо. Како не памтиш? Не памтам. А тоа што сум зборел толку многу, не памтам. Ако ме подсетиш, може би ќе ми текне. Ама не памтам. Така да, постојат такви моменти, но постои еден сериозен момент за тебе и за мене. И ова е најискрен муабет што може да ви го направам. Не заборавај. Од каде дојде? Откровение. Пази. Сети се. Немој да забораваш. Каде беше паднат? И каде јас те повикав? Каде јас те спасив? Не заборавај дека сте откупени со Христовата крв. Не заборавајте. Не заборавај дека си откупен од пеколо. Не заборавај дека беше далеку, ама сега се приближи. Не заборавај дека си скапоцен камен, изделка направен од рацете на Христос. Не заборавај дека си вреден во неговите очи. Не заборавај дека тој те нарекува свое дете, ќерка, син, чедо. Не заборавај дека можеше да бидеш помеѓу мртвите, но се уште си помеѓу живите. Не заборавај дека си здрав, не заборавај дека имаш ум да размислуваш, дека можеш да расудуваш. Една од најтешките работи е да зборуваш со човек кој што го изгубил умот. Не можеш да му објасниш ништо. Не му збориш, ти на ушите му зборуваш. Не заборавај на делото што Бог го направи во твојот живот. Не заборавај дека те спаси. Дека се уште ќе талкаше и се уште ќе беше во таа форма или во таа состојба наречена депресија. И се уште ќе беше во таа форма наречена радост, а всушност тоа е само бегање од реалноста. Не заборавај дека си љубен и дека постојано, не заборавај дека тој постојано живее во тебе. Не заборавај. И не заборавај дека ти си човек, а Исус е Господ. Не заборавај. И кога ќе заборавиш, еве, ја ќе те подсетам. Знаете, ова ќе кажам за на крај, иако знам дека сме луѓе на заборав, битие на заборав, како што некој каже. Знаете што е убавото? Знаете што е најубавото? Бог го знаеше ова. Ако читате во Стар Завет, има околу 55 стихови, оштри стихови за заборавање. И има страшни зборови. Вика, вие што ме заборавивте мене, ја ќе ве избришам. Псалмите, Јов вика, вие го заборавивте вашиот Бог, ќе ве избришам, ќе ве смачкам, ќе ве нема, на парчиња ќе ве поделам. Страшни зборови. Знаете зашто? Бидејќи во тој завет, луѓето мораа да памтат. И да се подсетуваат постојано кој е Бог. Знаете што се случува во Новиот Завет? Даден ти е Светиот Дух, кој што постојано те подсетува кој си и што си и кој е Господ Исус. Амин. Постојано. Затоа ние живееме во тој Нов Завет. И затоа за нас Новиот Завет е супер завет, прекрасен завет.
И го имаме духот во нас кој што постојано не подсетува. Јас се сеќавам пред 20 и нешто години, кога почнав да зборам на јазици. Знаете што е зборење на јазици? Лабро, сандо, рабра. И многу често ги плашам деца во кола, ќе почнам да зборам и тие, дој, што направи? Викам, си зборам, си се молам. И јас се сеќавам, реков вака, Свети Душе, никогаш да не ме оставиш, да помине ден, ја да не зборам на јазици. Да не помине еден ден. И колку често, колку пати, 12 навечер, утепан целиот, заморен, и викам, не можам ништо, заморен сум. И тамам, знаете кој е најлошиот дел кога ве будат? Тамам кој ќе заспиете. И ја тамам да заспием, ама она, најубавото, знаеш, она, преминуваш од другата страна, и Светиот Дух, тенг, и колку пати вака сум се работил, и си зборам на јазици. Толку е верен Светиот Дух, што постојано ќе те подсетува. Тој е алармот твој и мој. Тој е ремајндерот мој и твој. Тоа е убавината што јас и тие живееме. Постојано ќе те подсетува. Постојано ќе те подсетува. Затоа што живееме во таа благодат. И тој не очекува. Или подобро кажам, да, некојаш не му одговара што ти забораваш, ама не се љути. Тоа е добриот дел. Не се љути, Господи. Нема гали, ги разбирам ја луѓето. Ти ги подсетувам постојано. Ама тој треба да го казниш. Не, бе, не ќе го сакам. Ама тој не заслужува. Па знам дека не заслужува. Ама ќе му дам благодат. Таков е нашиот Господ. Ама овој треба да го биеме. Зашто бе да го биеме? Дај ќе му даеме живот, па ќе се смени. Дај ќе го спасиме, па ќе биде друг човек. Ама тој треба да се избрка од фамилијата. Не бе, зашто? Дај направи му добро дело и тој ќе го смени неговиот живот. Ама как? Еве, таков е твојот и мојот Бог. Полн со благодат и со вистина. И ги љуби луѓето. Амен. А уште еднаш ќе ставиме рачињата на нашите глави. И јас ќе се молам. А можеш и ти да се молиш. Господи Исусе, ние во нашата понизност, ние признаваме дека ти си Господ, дека ти си тој кој што царуваш и дека ти си тој кој што не засака. Ние не знаеме како те сакаме, ние учиме како те сакаме сега. Но ти не засака. Јас ти благодарам и те молам за мене лично и за моите браќи и сестри, и за секој еден човек присутен овдека во просторија и секој еден кој што слуша. Господи, Свети Душе, помогни ни. Секогаш кога ќе заборавиме, ти подсети не. Секогаш кога нас нема да ни текне, ти ќе направиш тенг и ќе ни текне. И затоа ти благодарам што ти живееш во нас. И подсетувај не постојано за таа благодат. Подсетувај не постојано за таа љубов. Подсетувај не постојано за твојата добрина. И јас ти благодарам дека ти си верен. Иако ние забораваме, сепак ти си верен во нашите животи. И ние те љубиме заради тоа, и ние те сакаме, и ние те следиме тебе, Господи Исусе. Ние одбираме да те следиме само тебе. Никој друг не ни интересира, него тебе и ти, Господи Исусе, бидејќи само ти си достоен за нашите животи. Вау, толку си ти добар, Господи Исусе. И јас се молам истовремено за исцеление на секаква траума во нашите животи. Се молам за исцеление на секаква тешкотија која што ни се случила. Да биде исцелена, да биде тргната. Се молам за секаква болест која што сака да ги мачи, да ги тормози нашите тела, да си оди во името на Исус. Јас зборам против секаков страф кој што сака да не спречи да зборуваме за нашиот Господ Исус, да си оди во името на Исус. Јас зборувам за секаква препрека да биде совладана од благодата во нашите животи. Јас се молам за секој еден тука присутен, да не само да те чувствува тебе, Господи Исусе, само во овие 2 сати, него да постојано да те гледа тебе, Господи Исусе, и тоа ти што го правиш. Татко, фала ти што го прати Исус да ни биде нашиот Господ и Спасител. Исусе, фала ти за Светиот Дух. Свети Душе, фала ти за црквата. Цркво, фала ти што постоиш. Амен, амен. Вау.